pa prečiš. Izdigni vaka. Tamo ne prečiš. Izvini. Čekaj, aj pa mi ja mušim. Pomni. Tu ga te fajka dovde. Te navališ. Duri na vlače ga fajka.
Почитуван градоначалник на општина Охрид Кирил Пецаков. Ваше високо преосвештенство, митрополит на Дебарско-Кичевската епархија, господин Георги. Почитувани представници во Собранието на Република Македонија. Почитувани членови во Советот на општина Охрид. Почитувани представници од пријателски избратимени градови со општина Охрид. Почитувани охриѓани, почитувани градоначалници, гости, ценети гости, дами и господа. Блажен е градот што го примил третиот строител на Божјата промисла. Вака, пред 11 векови, запишел ученикот во своето пофално слово за својот учител. Блажен е и градот што го примил најдоследниот ученик и продолжувач на светото дело на првите се словенски просветители и учители. Блажен е Охрид што ти, свети Клименте, беше негов, а тој беше твој. Вечерва Охрид слави, го слави својот патрон, го слави светиот лик и светото дело на првиот словенски оригинален писател, основоположникот на првиот словенски универзитет, просветителот, учителот и светецот. Го слави патронот и заштитникот на Македонската православна црква. Го слави свети Климент Охридски. А сега го повикувам градоначалникот на општина Охрид, Кирил Пецаков, да се обрати. Почитуван митрополит на Дебарско-Кичевската епархија, господин Георги, почитувани охриѓани, почитувани колеги градоначалници, драги гости, благочестиви браќа и сестри. Среќен нека е овај голем ден патронот на нашиот богоспасуван град, празникот на свети Климент Охридски, нашиот првоучител. Вечерва под сводовите на овај древен и благословен град, град на светлината, на вода и на дух, градот која чува вековната ризница на нашата духовност, ние сме собрани да го воспееме споменот и подвигот на еден од најсветлите неимари на македонскиот и словенскиот род, нашиот заштитник и духовен татко. Стоиме овде на брегот на ова свето езеро, каде што времето не се мери со години, туку со милениуми светлина. Охрид не е само географска точка. Тоа е светилиште, престолнина на духот, каде што трагата на еден титан, патронот наш свети Климент, е впишана во секој камен, во секоја икона, во самата суштина на Македонија. Токму вечерва и токму од ова место нема повозвишено чувство и поисправно место за да се присетиме на подвигот на боголюбецот свети Климент Охридски. Првиот словенски епископ, првиот учител и првиот книжевник на овој дел од земјата. Замислете ги само тие далечни денови од 9 век. Доба на големи искушенија и превирања, кога нашите предци, дојдени на оваа богојавена земја, беа како диво дрво, кое чека да биде облагородено. Но Господ со својата промисла не заборави. Преку светите солунски браќа, свети Кирил и Методи, и нивните верни ученици, меѓу кои блескаше и нашиот преблажен Климент, ни ја испрати светлината на словенската писменост и православната вера. Свети Климент, неуморен трудолюбец, доаѓа во Охридската област. Неговото доаѓање не беше обично, тоа беше благослов. Ова парче земја околу нашето свето езеро стана неговото ново светилиште, негова боголюбива епархија. И тука тој ги поставува темелите на Охридската книжевна школа, што ќе стане првата словенска духовна и просветна академија во Европа. Под негово раководство, како што запишале житијата, се обучија над 3.500 ученици на Словото Божјо и во писменоста словенска. И не беше тоа само наука, тоа беше преобразба, зашто Климент не ги учеше луѓето само да читаат, туку да разбираат, да чувствуваат, да живеат со Словото. Свети Климент го разгоре факелот на словенството, но не со оган на војни, туку со пламенот на духот.
Светлината нека не се крие под поклопец, туку да свети на сите што се во домот, вели Евангелието. И токму тоа го направи тој, го подигна поклопецот на мракот и светлината се разлија од Охрид по сите словенски земји. Од оваа света почва никнаа писатели, учители, свештеници, монаси и народни просветители, што ќе го понесат во срцето словото што Климент го остави. А тоа слово не беше само азбука, туку пат кон слободата на духот, пат кон самосвеста на еден народ. И денес во нашево време на забрзаност и забаров, Свети Климент ни зборува од длабочината на вековите. Не бегајте од словото, зашто во него е спасението. Не бегајте од коренот, зашто од него живее дрвето. Неговите зборови звучат како да се напишани вчера, зашто тој го разбирал човекот во секое време. Кога создал првиот црковен храм во чест на Свети Пантелеймон, го изградил не само од камен, туку и од вера. И токму таму, во таа света Охридска лавра, каде што денес повторно се издега храмот, почива телото негово, но духот не почива. Тој и денес живее во секој ученик што ја љуби книгата, во секој учител што љубов предава, во секој човек што го брани словото, но и достоинството. Затоа, кога зборуваме за Свети Климент, ние не зборуваме само за минатото, туку и за вечноста. Тоа е нишката што го поврзува нашето вчеро со нашето утре. Како што рекол Григор Прличев, другиот голем син на Охрид, славата на Охрид е во неговите учители, не во неговите ѕидови. И еве не нас, потомците на тоа светло дело, стоиме денес на оваа света земја. Неговото време беше доба на градење букви, градење цркви, градење народ. Нашето време е доба на одржување и заштита, да го одржиме коренот и да го заштитиме идентитетот што Климент со љубов го создал. Затоа да ја преточиме неговата мисија во нашата денешна реалност, да бидеме трудолюбиви, светлоносни како него. Да се сакаме и почитуваме еден со друг од срце и да ја воздигниме нашата совест и духовност. Во денешниот миг, кога времето бега, а луѓето забораваат, нека ни се врати умот, ликот на овој благодарен Христов апостол, кој од ученик стана учител, а од монах светилник, од човек светец. Драги мои, да се присетиме денес дека оваа земја не живее само од камен, туку и од дух. Да не дозволиме словото да се олади, ниту вербата да ослаби. Да ги чуваме делата на Свети Климент како што се чува оган во срце со трепет и љубов. Зашто ако ја изгубиме духовноста, ќе станеме сенки без дрво, а ако го зачуваме духот Климентов, тогаш и по 1000 години Охрид ќе свети. Нека ни биде благословен денот на Свети Климент Охридски. Нека неговиот благ дух ја осени оваа земја и секој што со вера ја љуби. Нека одекнува низ вековите неговата тивка, но силна порака. Со љубов поучувајте, со смирение говорете, а со вера творете. Нека живее делото на Свети Климент, нека живее Охрид и нека свети Македонија, низ словото, низ делото и низ духот што не се гаси. Амин. На овој свет ден, традиционално, секоја година се доделуваат највисоките општински награди и признанија за врвни достигнувања во сите области од општествениот живот, кои се од особено значење и имаат посебен придонес во развојот и севкупниот напредок и афирмација на општина Охрид во Република Македонија, но и во светот. А сега го поканувам председателот на Советот на општина Охрид, Перчо Божиновски, да ги врачи, а добитниците да ги примат своите заслужени признанија. Добитници на повелбата патрон на градот Свети Климент Охридски за 2025 година се
НУ Завод и музеј Охрид. Институција, повелете. Институција која со своето речиси 70 годишно постоење се етаблира како една од најзначајните, најстручни и најпосветени културни институции во Охрид и државата. Музеот е наследник на најстарите музејски традиции во Европа. Со својата богата дејност, институцијата континуирано придонесува за зачувување, истражување и промовирање на културното наследство на Охридскиот регион. Честитки! Благодарам во името на нашата институција. Сакам да се заблагодарам пред се на моите колеги, на сиот колектив, на сегашните и минати наши соработници кои доведува до она што е денеска нашата установа. Ова награда е за нашата посветеност кон заштитата на огромното културно богатство кое го имаме во Охридскиот регион, но и обврска да продолжиме и понатака по тој пат. Благодарам уште еднаш. Јорданка Матова, историчар на уметност од Охрид. Нејзината посветеност кон уметноста и музеологијата обстојува повеќе од 3 децении. Таа има богата кариера со бројни истражувања, изложби и научни публикации. На овој прекрасен ден, чест ми е што ја добив ова повеба на Свети Климент. Како историчар на уметност, често се среќавав со него низ фреските на Охридските цркви. А пред се како верник на Плауштик, го почитувам, го сакам, како што го сакаме сите охриѓани. И благодарам на комисијата и на општина Охрид што ми ја додели ова награда. Му благодарам на мојот колектив, каде што ги поминав најубавите 39 години со прекрасни колеги. Му благодарам на Горан Пачев. Тој беше уредник на моите монографии и на книгата Сликарството во Охрид во 20 век. Му благодарам и на Паско Кузман. Секогаш не тераше да пишуваме. Пишувајте, ни викаше, тоа ќе остане. На Тања Паскали Бунташевска, кога беше директорка, секогаш ни даваше поттик да ги реализираме нашите проекти. Значи бе во еден прекрасен колектив, го постигнав со нивна помош, ова што го постигнав, јас сум задоволна затоа што го обработив сликарството на Охрид во 20 век. Но останува и на моите помлади колеги понатака да го проучуваат, затоа што Охрид е еден културен центар кој ги има сите културни слоеви од праисторијата до денеска. Ви благодарам. Продолжуваме понатаму. Следни добитници се музичкото дуо Силви Бенд. Музичко брачно дуо на Силви и Владко Плевнеш кои имаат значаен придонес за музичката култура во Охрид и државата. Повелете. Нивната музика, нивните песни и нивниот партиципативен дух ја надминуваат димензијата на естрадна забава. Во оваа 2025 година Силви Бенд го прославува својот 35 годишен јубилеј. Честитки! Почитувани, пред 40 години, кога го запознав Владко и се влюбив во него, јас се влюбив и во Охрид. Не само во неговите природни убавини, туку во историјата на Охрид, во културната ризница и археолошка ризница и над се духовноста, се присутна духовност на овој град, која што
Ja nemаме само во олтарите, во безбројните цркви и манастири кои што даваат љубов, надеж и вера, туку ја чувствуваме таа духовност во секој бран од езерото, во секој лет од белите галеби и на секој чекор по камењата на нашата калдрма, која што значи историја и која што покрива гомила ризница на археолошки факти. Сето ова беше инспирација за многоубројни наши дела, во кои што Владко и ја ги сплотивме овие убавини во некаков текст, композиција и многу видеоспотови кои што секогаш тука ги црпевме овие убавини. Јас ви благодарам што вие тоа го препознавте, што не наградивте и тоа ќе ни биде мотив понатаму да твориме и да продолжиме да го промовираме овој град на секој чекор, секаде каде што одиме, а тоа е низ цел свет. Особено ни значи оваа награда затоа што знам што му значи на Владко. Гордо го носи Охрид и се што Охрид значи на секој чекор во своето срце. Фала ви многу. Благодарам. Јас само да го честитам овој за мене најголем празник православен, на сите присутни тука и во текот на нашата 35 годишна кариера добивме безброј награди. Меѓутоа од вечерва ќе се јави и ќе биде најважна за нашата кариера точно оваа Климентовата. Горд сум на оваа голема награда за нас. Ви благодарам. Истакнатиот македонски продуцент, режисер и музичар Даниел Јовевски, кој преку продукцијата на музички видеа и аудиовизуелни проекти ја промовира македонската музичка сцена во регионот и пошироко и остави траен печат во македонската музичка продукција. Секако, добитници се и охридската група The Black Door Band, кои како музички состав со преку 1500 настапи редовно учествуваа на фестивали, концерти, останати културни настани во нашиот град. Тие се 15 години на музичката сцена и се редовни иницијатори и организатори на бројни хуманитарни настани. Уште еднаш искрени честитки до добитниците, повелете на вашите места, а сега продолжуваме со повелете на вашите места, продолжуваме понатаму со највисоката општинска награда за животно дело. Наградата патрон на градот Свети Климент Охридски оваа година. Постхумно се доделува на истакнатиот охридски новинар, хроничар, публицист Владо Ангеличин Жура. Го поканувам градоначалникот на општина Охрид, Кирил Пецаков, да ја врачи наградата, а членовите на семејството на почитуваниот Жура да ја примат оваа возвишена награда. Добро вечер, почитуван градоначалник, почитуван митрополит на Дебарско-Кичевска епархија, почитувани пратеници на Собранието на Република Македонија, драги охриѓани, гости од другите градови, сите присутни во овој божествен и историски храм. Владо Жура како публицист, истражувач на минатото и голем љубител на Охрид, да беше тука меѓу нас вечера овдека, сигурно ќе се заблагодареше на некој својствен начин, раскажувајќи некоја
од легендите за овој град, како таа за Кадмо, например, или ке не подсетеше како живееле охридските фамилии во минатото, опеани преку песните за Деспина, Фросина, Зарина, опеани од тефата на Климе Садило, или ке не подсетеше преку пишаните зборови на премудриот Прличе колку и како треба се сака овој наш древен град, или како што тој го нарекуваше старозамански Охрид. Во името на мојата фамилија ја приемам оваа награда и благодарам големо благодарност упатувам до градоначалникот на општина Охрид господинот Кирил Пецаков, до членовите на комисијата господинот Перчо Божиновски, професор доктор Тања Димовска, Горан Стојановски, Горан Пачев и Слави Гирго Димовски. И останува да го честитам овој денешен празник, да продолжиме да го славиме уште долги години заедно сплотени и горди и достоинствени. Ви благодарам уште еднаш. Уште еднаш искрени честитки до добитниците. Почитувани, во оваа возвишена вечер кога Охрид повторно ја распламтува духовната светлина што ја остави нашиот вечен учител Свети Климент, ја започнуваме културно-уметничката програма на Свечената академија. И вечерва оваа величенствена црква ќе стане место каде што се среќаваат вековите, традицијата и современоста. Место каде што уметноста го одразува нашето духовно наследство и ја слави моќта на словото и знаењето. Оваа година, прославувајќи го патрониот празник на Охрид, ја чествуваме и големата низа јубилеи кои длабоко се врежани во охридската и македонската културна историја. 195 години од раѓањето на големиот поет и лауреат Григор Прличев. 150 години од раѓањето на неговиот син Кирил Прличев, хроничарот, револуционерот, преведувачот и откривачот на Свето Климентовиот гроб и светите Климентови мошти. 90 години од раѓањето на великанот на македонската проза, есеист и драмски писател Живко Чинко. И 80 години од историската кодификација на македонскиот јазик, темелниот чин што ја осигура нашата јазична самобитност. Во чест на овие јубилеи, преку актерска интерпретација на еминентни македонски актери, музичари, инструменталисти, солисти и хорови, ќе бидат заокружени сите значајни одбележувања што ја одбележаа културната година зад нас. Нека секој стих што ќе одекне, секој тон што ќе се издигне, секоја слика што ќе оживее пред нас, биде благодарност кон оние што го изградија патот по кој ние денес чекориме. Со смирена почит и возвишена благодарност ве покануваме да ја следите оваа свечена програма посветена на делото на Свети Климент и на големите јубилеи што ја слават македонската духовност и писменост.
Господи, Седржител и светлина вечна, Ти благодарам за мојот град, за светиот Охрид, столб на верата, град на просветление и светлина. Ти благодарам за сите Твои светилишта, за секоја црква што стои како жив сведок на Твојата благодат, за секој олтар, секоја икона, секој камен благословен со Твојата светлина. Благодарам, Господи. Јас сум присутен, Господи, во секоја улица и сокаче. Духот мој живее во храмовите низ мирисот на темјанот, низ гласовите на верниците, низ секоја молитва што се издигнува кон Тебе. Благодарам што се слушаат црковните песни на македонски јазик. Тие се моето наследство, мојата благодат и мојот поклон за народот. Слушнете, народе мој, да го чувате словото и песната, да го љубите јазикот и верата, да ја градите својата душа на светлината на знаењето и на благодатта. Нека верата ви биде крепка, песната ваша водилка и јазикот светлина што не згаснува. Охрид е библиски, град благословен од Тебе, Господи, и јас ќе бидам секогаш тука со вас. Да живее македонската црковна песна, да живее македонскиот јазик, да живее светата православна вера. Амин. Ако сакате некого да казните за цел живот, тогаш разделете го од она што му е најмило. Искорнете му го тоа што му е во срцето, посакатете го, ослепете го, за да не ви избега. Неразбирливо. Како може нешто да се уништи ако тоа е во срцето на човекот? Мајките не се плашат од снег, од ништо не се плашат мајките кога им студи на децата. Проклет да бидам, мајките се без страв, имаат само еден страв, своите деца. Се молев, ако некогаш нешто може да се задржи, тогаш нека биде тоа таа љубов на нашите мајки. По сонцето,
Сигурно најсветла работа на светот се мајкините очи, нејзината безмерна љубов, Живко чин. Кириле, синко мој, оваа земја, Македонија, е наша мајка, наша светлина и наш долг. Охрид е нејзиното срце. Град каде што духот на Свети Климент се уште живее. Каде што секоја песна, секој камен, секоја црква сведочи за нашето минато и нашата светлина. Но знај, сине мој, историјата не секогаш ни била наклонета. Укинувањето на Охридската архиепископија, нашето свето седиште гордоста на нашите предци, беше тежок удар за верата и народот. Гледав како вековни традиции се уништуваат, како духовната врска со нашата црква се крши. Јас, твојот татко Григор Првичко, го оставив сиот украс на својот живот, но ја избрав својата татковина. Знај, сине, дека мојата љубов кон Охрид, кон македонската песна и вера е светлина што не смее да згасне. Како што реков и во мојата поезија, македонската песна во храмовите е како огнот што светли и не се гаси. Секој стих, секоја мисла, секоја беседа, тоа е мојот дар за народот, за верата и за Светото Писмо. Твоја задача е да го продолжиш ова, да го љубиш македонскиот јазик, да ја чуваш песната, да ја живееш верата и да се сеќаваш на болката и неправдата што му беше нанесена на народот преку укинувањето на Охридската архиепископија. Запомни, Кириле, светлината што ја донесовме од предците не смее да се изгуби. Ја носиме ние, ја носиш и ти за идните поколенија. Спознај се себе си. Чувај ја татковината и љуби ја повеќе од се. Учи го мајчиниот јазик за да те просвети. Амин. Татко, ќе го чувам ова во своето срце. Ќе го љубам Охрид. Ќе чувам верата и песната. Никогаш нема да го заборавам страдањето на нашиот народ и укинувањето на архиепископијата. Морам да ги најдам. Морам да ги најдам светите мошти Климентови. Бог нека ми помогне.
Димче, колку пати сме оделе по калдрмата на овај град, барајќа светлината на нашите предци. Колку пати тишината на плаошник изборувала повеќе од кој било збор. Овде, од секој камен спие век, од секој корен сведоштво. Слушај, земјата дише. Како да го чека мигот за да проговори. Господи, тоа е тој, Свети Климент, семејството на нашата духовност, првиот учител, пастирот на нашиот народ. Татко Григоре, го исполнив твојот завет. Ме водеше љубовта кон Охрид и кон верата. Ова не е само земја и камен. Ова е живо сведоштво дека македонската душа не умира. Како небото да се отвара и самиот дух на Свети Климент да ни шепоти: чеда мои, го чувате ли јазикот
верата и народот. Ако го чувате, јас сум во вас. Господи, да ја зачуваме светлината, што го разгори срцето на Охрид. Да ја предадеме на идните генерации, како што Климент ни ја предаде нас. Со љубов, со жртва и со верба. И така, преку верата и љубовта се врати Климентовата светлина во својот град. Охрид повторно стана дом на духовноста, сведоштво дека времето може да го сокрие, но никогаш не може да го уништи светиот дух. Почитувани, го проследивте музичко-сценскиот ораториум во режија на Дејан Пројковски, асистент на режија Андреј Цветановски. Учествуваа актерите Роберт Велјановски, Рубен Смуратовски, Васко Мавровски и Никола Стефанов. Музичарите Горан Трајковски, Петар Христов и Гоце Ристески со црковниот хор при храмот Успение на Пресвета Богородица Каменско, под водство на Илија Ристески. На почетокот настапи детскиот хор Бамбино и солистката Билјана Буџаковска. Но продолжуваме понатамо.
Почитувани после ова сценско музичко дело во овој возвишен храм ќе настапи големата македонска уметница Сузана Спасовска. Спасовска и црковниот клирос Пелагоница со дел од проектот Терирам, кој во себе содржи православни црковни химни и песнопеења кои припаѓаат на жанрот на источно црковно пеење. Уживајте во музиката. Рождається славите, Христос небеся штите, Христос на землі возноситеся. Пойте Господеві вся земля і веселієм, Господьте юдіє, яко прославися. I cvet od nego Hriste, odevi prozjable si, izgori hvalni, prioseneni jačašti, prišele si voplošća, od neiskuso mužnija, neveštestveni Bože, slava sile Tvoj, Gospodi. Mladenca izbleva morski zver, Jakova prijat, vdevu ževce šesja slovo i plod prijemše je,
projde sohranšejene klenu, ego žebo ne postrada istlenija, rošuju sohrani nevreždenu. Poklanjam se, Gospodevi, pojušte i prevoznosjašte vosja veki. Čuda presnestvena gorosodatelnaja, izobrazi peštobraz, ne bojaže prijat, palit junija, jako niže ogan Božestva, devi vjuže vlide u trobu, tem vospevaju šte vospoem, da blagoslovi Tvarcija Gospoda i prevoznosi dvosja veki. Presto heruvimski devu, jasli mestilište, v niže vozleže, nevesti mi Hristos Bog, ego živo spevajušte veliča.
Na nebesa
На крајот од оваа свечена вечер, кога тивко се спушта духовниот мир над Охрид, дозволите да изразиме благодарност за вашето присуство, за заедничката мисла и за почитта што денес уште еднаш му ја придонесовме на нашиот патрон Свети Климент Охридски. Неговото дело продолжува да не учи дека знаењето е пат што се гради со љубов, со вера и со упорност, а духовноста е темел што не обединува. Нека оваа вечер биде подсетник дека традицијата не е минато, туку жива сила што не води напред, а Климентовата светлина нека остане наш вечен патоказ. Ви благодариме што бевте дел од оваа најголема градска свеченост. Нека ни е за многу години празникот на Свети Климент Охридски. Довидување. Thank you.